Притисок и заплашување. Вака обвинителката Ленче Ристоска, која ги застапува обвиненијата за предметите Тали Реден и 2 поврзани со ВМРО ДПМН, реагира по соопштението на партијата со наслов: Ристоска тажен символ за неправда со државни бонуси и службена картица во служба на Заев и Груби, која почнува со реченицата: каков крај? Соопштението на политичката партија ВМРО ДПМН, која во моментов е и носител на извршната и законодавната власт, не е само критика на мојата работа како обвинител, туку со оглед на тоа дека се споменува крај и време на вистинска правда. Ова соопштение испраќа намерна порака за заплашување и влијание врз мојата работа како јавен обвинител. Впрочем, ова соопштение е само уште еден од низата напади на кои сум изложена изминатиот период. Ристоска посочува дека соопштението содржи невистини навреди, дека работела инструирана од политички чинители и криминалци, дека се исплатувала бонуси и награди и дека го символизира моралниот пат на обвинителството. Бара партијата јавно да се извини во рок од 7 дена или да ги докаже своите тврдења. Во спротивно најавува тужба до граѓанскиот суд. Соопштението во кое ВМРО ДПМН ја нарекува поранешната звезда на пропаднатото СЈО е објавено по изјавата на Ристоска, дека не е случајно тоа што листата со незиното име за кандидати за судии во судот во Страсбург беше поништена, но и што премиерот рече дека платата на представникот на Европравда била висока. А дали постои анимозитет или не, тоа ќе треба да одговори претседателот на ВМРО ДПМН. И сега истата таа Ленче која го символизира моралниот пад на обвинителството, како и на времињата во кои со судбината на народот царуваа Заев и Груби, собра храброст да зборува, замислете, клеветнички кампањи и анимозитет. Наместо да се преправа дека е жртва, подобро би било конечно да им објасни на граѓаните колку точно бонуси и награди си исплатила во времето кога Македонија се гушеше во неправда, а тие делеле правда со партиски аршин. Ристоска изјавата ја даде пред 2 дена, пред судот каде беше закажано судењето за Талир 2. Во тој предмет обвинет е екс-лидерот на ВМРО ДПМН Груевски, а партијата е заинтересирана страна, бидејќи на барање на Ристоска беше замрзнато партиското седиште и уште 68 недвижнини. Другиот предмет е Талир 1, за незаконско финансирање на партијата. Ристоска денеска посочува дека како обвинител има не само право, туку и обврска јавно да зборува за прашања со кои се задира во независноста на обвинителството, се загрозува владењето на правото и принципот на поделба на власта и се атакува на незиниот професионален интегритет.